Енергетската криза драматично им ги зголеми сметките за електрична енергија на локалните самоуправи, кои се во паника од каде да најдат средства за да ги платат. Таквата ситуација не ги остава на мир градоначалниците, на кои сега примерно им е како да обезбедат средства за плаќање на фактурите, што им одзема и време и енергија за реализација на проектите. Во општина Чешиново Облешево, декемвриската сметка за струја со износ од над 800.000 денари дошла како гром од ведро небо, бидејќи во однос на истиот месец 2020 година, кога било околу 150.000 денари, е за над 5 пати повисока. За разлика од претходната година, компаративно земано во однос на доспеаните сметки од 2020 година и сега, разликата е драстично зголемена. Еве јас можам на грубо да ви спомнам дека ако 12 месец 2020 година имало доспеано побарување од страна на Energy Solution, добувачот за електрична енергија, околу 155.000 денари. Сега, 2021 година, тоа се во последните доспеани сметки, како еван од Еванахом, бидејќи сега единиците на локалната самоуправа веќе спаѓаат како крајни корисници со раскинување на договорите што ги имавме постигнато со претходните добавувачи, имаме околу 800.000 денари доспеано побарување од страна на Еванахом. За справување со ситуацијата, помош ќе се бара од ЗЕЛС и од централната власт, но и со обезбедување дополнителни средства од продажба на градежно неизградено земјиште, првенствено за фотоволтаици. Ние како општина Чешиново Облешево веќе имаме почнато постапката за пренамена на градежно земјиште, за да можеме истото да го пуштиме во продажба, за да можеме да излеземе со средствата постигнати од продажба, за да можеме да излеземе од актуелната криза. Ние како единици на локалната самоуправа веќе имаме направено план за штедење, кој веќе се практикува во јавното осветлување, парковите и другите простори, се со цел за да можеме да направиме некоја заштета и да имаме минимално оптеретување во однос на буџетот. Прашањето е што ќе се случи и како проблемот ќе се решава на подолги стази, откако ќе се распродаде расположливото земјиште, а ќе продолжи пристигнувањето на фактури и сметки по разни основи.